Добар ден, драги ученици. Добро дојдовте на Училница. Јас сум Олгица Ѓорѓиевска и предавам италијански јазик во Основното училиште Единство во Гостивар. Денес, на овој час, ќе се запознаеме со искажување на време, односно, ќе научиме да кажуваме колку е часот, а исто така и да прашуваме колку е часот. Најпрво, пред да ја разработиме оваа тема, јас на оваа слика ги издвоив броевите од 1 до 60. Зошто? Што мислите вие? Зошто е тоа така? Поради тоа што во 1 час има 60 минути и овие броеви ќе ни бидат многу важни за да кажуваме колку е часот. Па да почнеме. Во италијанскиот јазик, за да прашаме колку е часот, го користиме прашањето che ore sono. И доколку стрелките од часовникот ни покажуваат како на сликата 8 часот, тогаш одговараме на ова прашање со sono le 8. Знаеме дека 8 е 8, така? Па да видиме неколку примери во продолжение како тоа изгледа. Значи, на прашањето che ore sono, доколку стрелките од часовникот ни покажуваат 1 часот, велиме l'una. Доколку стрелките од часовникот ни покажуваат 2 часот, велиме sono le 2. Доколку стрелките од часовникот ни покажуваат 3 часот, велиме sono le 3. Доколку часовникот ни покажува 10 часот, велиме sono le 10. Но, кога во македонскиот јазик стрелките од часовникот ни се поклопуваат на 12 часот, а надвор е ден, велиме како? Велиме дека е пладне. Истото го правиме и во италијанскиот јазик. Доколку стрелките од часовникот ни се поклопуваат на 12 часот, а надвор е ден, велиме е mezzogiorno, односно пладне. Доколку стрелките од часовникот ни се поклопуваат на 12 часот, а надвор е ноќ, како велиме на македонски? Велиме дека е полноќ, така? Полноќ на италијански јазик се вика mezzanotte, значи доколку стрелките од часовникот ни се поклопуваат на 12 часот, а надвор е ноќ, тогаш велиме е mezzanotte, односно полноќ. Тука, што можевме да забележиме од овие примери? Дека овие примери искажуваат само колку е часот без минути. Да видиме како се кажуваат минутите во италијанскиот јазик во продолжение преку примери. Значи, кога часовникот ни покажува 1 часот и 5 минути, тогаш велиме како? L'una e 5, бидејќи знаеме дека 5 ни го означува бројот 5. Значи, кога имаме 22 часот и 15 минути, тогаш велиме sono le 10 e 15. Знаеме дека 22 часот ни покажува 10 часот. Значи, sono le 10 e 15. Кога стрелките од часовникот ни покажуваат 13 часот и 30 минути, а ние знаеме дека 13 часот ни е 1 часот, тогаш велиме l'una e 30. Кога стрелките од часовникот ни покажуваат 16 часот и 40 минути, исто како во претходниот случај, велиме sono le 4 e 40. Кога часовникот ни покажува 10 часот и 45 минути, велиме sono le 10 e 45. Кога часовникот ни покажува 12 часот и 10 минути, тогаш велиме sono le 12 e 10. Ајде да ги разгледаме уште еднаш овие примери. Што можеме да приметиме кај овие примери? Може да приметиме дека сите броеви, кога го покажуваат часот,
се во множина. Значи, на прашањето "Ке оре соно?" секогаш одговараме во множина. Како во примерите? Sono le 10 e 15. Sono le 4 e 40. Sono le 10 e 45. Sono le 12 e 10. Освен во случаите кога часовникот ни покажува 1 часот, како во примерот "Е луна е 5, е луна е 30. Тогаш користиме што? Тогаш користиме еднина. Значи, во италијанскиот јазик, кога сакаме да кажеме колку е часот, секогаш користиме множина. Освен кога стрелките од часовникот ни покажуваат 1 часот, во тој случај користиме еднина. Се надевам дека тоа ви беше јасно. Ајде сега да видиме, ова беше еден начин на кажување колку е часот, ајде сега да видиме еден друг, поинаков начин на кажување колку е часот. Да го разгледаме часовников кој што е на сликата. Што може да забележиме на него? Може да забележиме дека секоја минута во 1 час е објаснета. Едната страна, односно десната страна, со розево каде што е напишано, е поинаква од другата страна каде што пишува со зелено. Зошто е тоа така? Ова ќе ви го објаснам преку примери. Да видиме. Значи, кога часовникот ни покажува 11 часот и 15 минути, за да кажеме дека е 11 часот и 15 минути, може да го користиме претходниот начин, како што ви го кажам во претходните примери, и да речеме "Sono le 11 e 15", што е точно. Но, за да го користиме овој другиот кој што е поинаков начин на кажување колку е часот, ќе кажеме "Sono le 11 e un quarto". Зошто е тоа така? Приметувате дека пишува на тројката "e un quarto" и на деветката "meno un quarto". Кога овој часовник би го поделиле на 4 еднакви дела, тогаш од 12 до 3 би било 1/4, од 3 до 6 друга четвртина, од 6 до 9 трета четвртина и од 9 до 12 четврта четвртина. Значи, другиот начин за да кажеме колку е часот е "Sono le 11 e un quarto", што значи дека е 11 часот и 1/4 од 4 четвртини во часовникот. Потоа, кога стрелките од часовникот ни покажуваат 3 часот и 30 минути. Претходниот начин, за да кажеме дека е 3 часот и 30 минути, ќе биде како? "Sono le 3 e 30". Но, приметувате дека на овој часовник, кај бројот 6 пишува "e mezza". Mezza значи половина. Значи, за да кажеме дека е 3 часот и 30 минути, може слободно да кажеме дека е 3 и пол часот или 3 часот и половина час. Тоа во италијанскиот јазик е "Sono le 3 e mezza", значи 3 часот и половина час. Кога стрелките од часовникот ни покажуваат 10 часот и 40 минути, го бараме 40 минути, знаеме дека е на осмицата. Така? Тогаш, што пишува тука? "Meno 20". Тоа, "meno 20", "meno un quarto", "meno 10" e "meno 5" ни значи дека кога големата стрелка не е на 8 часот, тогаш ни остануваат уште 20 минути за да биде 11 часот во случајот. И велиме дека "Sono le 11 meno 20", значи е 11 часот без 20 минути. Или во македонскиот јазик го имаме истото, значи велиме дека е 20 часот 20 минути до 11 часот. Значи "Sono le 11 meno 20". Доколку стрелките од часовникот ни покажуваат 10 часот и 45 минути,
го бараме 45 минути, знаеме дека означуваат кога големата стрелка ни е на 9 часот, така? Тука пишува мено un quarto. Значи, тоа значи дека уште 1/4 од целиот часовник ни останува за да биде 10 часот. Значи, уште 15 минути, односно четвртина, 1/4, ни останува за да биде во овој случај 10 часот. Значи, кога стрелките од часовникот ни покажуваат 9 часот и 45 минути, тогаш велиме sono le 10 meno un quarto. Или, во превод, 10 часот без 20 минути. Морам да напоменам дека и двата случаи се точни, значи вие самите одбирате кој ви е вам полесен начин и тој си го користите во иднина. Ајде сега да видиме неколку примери, вие самите да напишете колку е часот под секоја слика со букви. Слободно може да го стопирате видеото и да напишете под секоја слика колку е часот со букви. Откако го направивте тоа, јас ќе ви ги пратам точните одговори и вие може самите да си проверите дали ви е точно или не. Еве ги. Значи првите две се за првиот часовник, второто sono le 5 e 10 е за вториот часовник и така по ред. Тоа беше се во врска со кажување и прашување колку е часот во италијанскиот јазик. Се надевам дека ви беше интересно и дека научивте нешто ново. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме во некоја друга видео лекција.